Министерството за здравство реши да не купува нови возила за брзата помош. Па според предвиденото, стотици граѓани се мобилизираа да помогнат и да ги донираат своите возила. Одиме со изјавите. Кога не се организира државата, како викат ние се лајде граѓаните што сме, ние ќе се организираме. Мито некна падна од ово, отидеа со трактору, легна, извади го од ово, качи го горе, оди си го таму да види што му е на него. Кога ќе видиш трактора, исто како брза помош, бе. И он е црвен, шо исто е, шо? И како викат, ако не се одржава, не е ли, како ти кажа, државата, ние ќе се организираме, ја ќе донирам трактора, некој плук, некој не знам што ќе донира, по трактора е 120 коњи, шо те на тебе, 4 души ги качаш, кај сакаш ги однесеш, и најубаво што е, ќе се вози до Скопје, пак и дојме и ние до Скопје, помаци ќе се порошетаме, видиме, син се гушкат, а нит го знам, нит го познаваме, љубов немало, како нема љубов, бе, јас за што го донираше трактора, бе, љубов да помогнеш на луѓето колку можеш, тоа е. Но тука не запреа позитивните реакции. Значи, ние експертите од здравството сакаме да изразиме задоволство и благодарност на господинот Сугаревски, кој најави дека авионот ќе ни го отстапи после една година користење, така што ние ќе бидеме првата држава официјално во Европа, чија што прва помош ќе располага со Boeing 737, со авион. Господине Мицковски, што мислите вие за овој прилог? Започнав со монтажа на сплит системи во таа компанија, потоа станав главен. Значи, така и си мислев дека пак ќе се фати со сплит антените. Режија, дајте ми джингл.